Проширување на пензионерскиот дом, реновирање на просториите, бесплатен превоз и регулирање на сопственоста на земјиштето каде е сместено здруженијето. На овие теми се задржаа членовите на Здруженијето на пензионери при денешната средба со градоначалникот на општина Тетово. Две стратешки работи договоривме, да не ги повторувам. Тоа е прашањето околу натамошната функција на домот на пензионерите и второ, се уште не е решено прашањето со земјиштето што е доделено на Здруженијето пред повеќе од 30 години. Има и други активности. Еве за вас најново можеби ситно, ама ако пензионерите во Скопје користат градски превоз бесплатен, 3 дена во неделата, ние денес договоривме на пензионерите во Тетово од земјоделско до стадиони да можат да користат бесплатно во било кое време автобусите што ги има општината на располагање, оние наменети за учениците. И таа е од работите што денеска ги договоривме. Средствата што се собират кај нас никогаш не се доволни. Например, годинава, односно минатата година се остварени екскурзии каде што учествувале над 1000 пензионери. Ние значи во два наврати градоначалникот на општина Тетово од средства на општината ни помагаше за транспортот на пензионерите при реализација на екскурзии. Значи ние денес престојуваме овдека за да се договараме со градоначалникот, бидејќи постои голем број на барања од страна на пензионерите. Ние дојдовме овдека доколку се наоѓа можност за соработка која што постоела и во минатото и сакаме таа соработа да се зголеми на повисоко ниво. Се тоа со цел подобрување на стандардот на пензионерите и на целокупното загрозено налесение во општината. Членството на Тетовското здружение на пензионери преку сопствени донации формирало буџет од 10.000 евра, средства кои ќе бидат наменети за социјално загрозените стари лица. Приближно толкова сума ќе добијат и од локалните власти. Денеска ние се договориме исто така да направиме ревизии на сите самачките домови што ги имаат внатре, што живеат пензионерите, што се во лоши услови. Дел од тие, значи негде 4-5 соби да ги правиме ние као општина, а поедно ќе бараме од луѓето што се бават со бизнис и да ги следиме, пошто имаме луѓе што немаат каде да спават. Втората точка исто го имавме, значи многу интересна работа, го слушавме и од друштвото, значи они собират од своји собствени средства по 10.000 евра и ги дават на сите пензионери што имаат помалку допринос. И ние се договоривме денеска, значи дело и општината исто толку да дава средства на друштвото на пензионерите и да им пуштиме советот на општина со тоа што друштвото на пензионерите сам да ги дели, пошто они водат сметка за секој човек таму. Здруженијето на пензионери на ниво на Тетово и 5 рурални општини брои 12.000 членови.